Здраво, дечки! Продолжуваме понатаму. Продолжуваме, така е. Да, Еве на нас повторно. веќе сме во пето оделение и да ги поздравам моите ученици. Сега се пето оделение, значи јас сум наставничка на пето оделение, ако бев и во прво, Да. можем и во прво, во второ. И нека им е убаво дома, бидејќи се сите сигурно дома и не гледаат нас. Одлично. Продолжуваме понатаму. Денес значи имаме број и решавање на проблеми, тоа ни е темата. И ќе решаваме некои проблемчиња, малку математиката е проблемска наука. Така. Значи да се запознаеме со тоа и продолжуваме понатаму. Значи за да решиме бројни изрази треба да знаеме да користиме загради. Треба да знаеме да го почитуваме редоследот на операциите во еден броен израз. И да применуваме некои аритметички закони при множењето. Значи повеќе денес ќе се задржиме кај множењето, кај делењето. Прво што треба да знаеме или да повториме, бидејќи ние сме пето оделение и веќе сме поголеми, треба да одиме во чекори. Значи, бројните изрази се решаваат во чекор. Нема брзање, нема, бидејќи математиката ни е точна наука. Значи совет за сите што гледаат. Совет за сите, да, што гледаат, треба да го знаеме редоследот на операциите во еден даден броен израз. И да одиме чекор по чекор. Тој броен да не израз, брзаме. да, Така. може да има загради, може и да нема загради. Така е. Може да има сите операции да ги има, множење, делење, собирање, одземање, може да има и помалку операции. Така. Сега, прво и основно, што треба да го повториме, првиот чекор. На што треба да внимаваме кога ќе видиме една задача со операции, со броеви. Да, не знаеме дека се броен израз. Што прво треба да направиме? Прво и основно е да видиме дали има Загради. Загради. така, дали има загради. Втор чекор. Значи, првиот гледаме, Прв чекор загради, втор чекор, да не би се доближувам. Множење или делење. дали? Значи, Множење, втор делење. чекор, операциите, множење и делење доаѓаат. Значи, да ги средиме. И последниот е Собирање и одземање. собирање и одземање. Значи, прв, втор, трет чекор. Тука имаме еден пример, малку да го објасниме. Ајде. Ајде. Ајде да видиме дали нешто сега ни е јасно. Може некој од Еве, вас? Може да пробам. Ајде да пробаме. Лука, Еве, во овој прв пример, така, до тука. еве го примерот до овде, да не се види решението. Да, Опа. така. Во овој прв пример може да покаже камерата, овде. Што прво ќе забележуваме? Во овој прв пример забележуваме Број дека собирано. имаме заграда, имаме делење, имаме собирање и Не се множење. гледа ништо само. И множење. Значи ние прво треба да го решаваме тоа што е во заградата. Прво треба да ги собереме 26 плюс 36. Потоа да го решиме тој број што ќе го добиеме, да го решиме, да го делиме со 2. Еве го, значи бројот што добиеме да го делиме со 2. И да го Препишеме останатото. добро, го препишуваме чекор по чекор, нели? Чекор по чекор. Браво, Лука. И си го препишуваме и овој дел плюс 12 по 4 и тоа значи сега тука ги извршуваме функциите на делење и на множење бидејќи имаат предност пред собирањето и одземањето. Така. И добиваме 31 плюс 12 по 4. Добро, јас скокнав еден чекор и ова го Ти си побрз? да, малку побрз. Вие Да. прво поделивте овде, па Да, потоа па сакате потоа одев и со Може множење. и така, нели? Да, значи, да, ако точно. Некој има проблем да ги направи одма сите работи, може и чекор по чекор. И добиваме 31 плюс 48, бидејќи 12 по 4 е 48. Резултатот е 79. Секое друго решение, ова е мој заклучок, секое друго решение на задачава, доколку пробаме да одиме 2 плюс 12, па потоа да го множиме со 4 или да одиме 36 да го поделиме со 2 па плюс 12 па потоа да го ставиме ова, сето тоа ќе даде погрешен одговор. Браво, Лука, одлично. Брзо го стори тоа. Но и уште нешто. Зошто се овие стрелки тука? Што мислите вие? Зошто се овие, значи имаме кај множењето и делењето и кај собирањето и одземањето. Зошто сум рекла вториот чекор, треба да се движиме. Што мислите, зошто е стрелката? Марија, ова е тешка Да. задача. Да, и за мене исто. А јас мислам дека Што мислиш, вака, по твое, што мислиш ти? А после ќе си објасниме Па, пак ни. веројатно затоа што сакате да покажете дека првиот чекор да се оддели од вториот чекор. Значи,
одиме да ги средуваме операциите од лево кон десно, се движиме во бројниот израз. Значи, од лево, почнуваме од тука, продолжуваме понатаму. Добро, Се додека јасно. стигнеме до крајниот резултат. Лайк. Супер. Браво, браво за вас. Продолжуваме понатаму. Ајде. Имаме повторно уште нешто да повториме. Сега да имаме малку аритметички закони кај множењето. Ова сигурна сум дека го знаете. Го веќе. знаеме. Па, Сигурна сум бидејќи ова се учи од така, помалите оделенија. И овој закон е познат кај и помалите ученици. Но, можеби, нема да го кажеме вака, со името негово, комутативен закон, туку само ќе го применуваме. така е. Да. Значи, веќе знаеме што е множење. Што беше множење? Множење е знаем. скратено собирање. Скратено собирање, скратено собирање на еднакви количини. Чини. Значи, количина, сите овие количини ни се исти. Така е. И ние скратено си го запишуваме со множење. Со множење. Да. Но што се случува во овие две бројни изрази? Што ви се случува? Што мислите вие? 3, упс. Епа го добиваме истиот резултат. Така, да, точно, го добивме истиот резултат, но што се случи во првата задача, па потоа во втората Во задача? првата задача забележуваме дека е 3 по 7, а во втората е 7 по 3. Всушност Така. се истите броеви, Така, множителите, така, и бидејќи во множењето и во собирањето важи комутативниот закон. браво! Веројатно и за тоа е лекцијата, комутативен закон, така? Да, браво! Затоа секогаш збирот ќе ни биде ист. И Така. кога ќе ги помножиме и 3 по 7 и 7 по 3, нема разлика. Така. Значи, збирот кај собирањето, а производот кај множењето. Така е. Така, производ кај множењето. Значи, што ќе заклучиме сега од тука? Дека 3 помножено по 7 е еднакво на 7 помножено со 3. Значи, иако множителите се ги смениле местата во двете задачи, што добиваме? Добиваме ист производ. Така е. Тоа е комутативното својство или комутативниот закон во множењето, што важи и за собирањето. За собирањето, точно Да, и за така. Но собирањето. не важи за... Што не важи? Ајде да видиме. За, Што Марија? мислите вие? Ајде. За одземањето и за делењето, така? Хајде да видиме, Ајде да може? видиме, може да провериме. Ова е Ајде, некоја теорија. Ајде. 20, кога е обратно нешто, што правевме? Значи, кога вие сега учевте за обратните Делиме. операции. Така, кај множењето го делиме, одземаме. да. Така, ама ајде да видиме дали ќе може да ги смениме. Ајде. Деленик и делител. Сакате да запишеме? Па ајде, може. Ајде, може. запишете. Ајде. Кажете ми вие. Ајде вака, нека биде 21 делено на 7. Делено на 7, добро. Така. Тоа е? Тоа е 3. Така, тоа е 3. Сега. Ајде сега да направиме 7 7 делено делено. на 27. Тоа е 3. Не. Не? Не е 3. Вака 3, ама не е 3. Ама не е 3, а? Не е 3, значи Ево може да што? видат камерите, Да. да им покажеме на децата дека всушност не го добиваме истиот број. Така, не го добиваме. Значи, Делењето. кај делењето не важи тој закон. Еве и докажано зашто не важи, може овака да го ставиме во Рамка. правоаголник, во рамка. Тоа правило, запаметете го, комутативниот закон важи само кај собирањето, множењето, но кај делењето и кај одземањето не важи. Да. Може да продолжиме? Може. Ајде, уште ќе учиме. Имаме, тоест Ајде. и ќе повториме. Ајде, повторно кај множењето сме, ама нешто сега е малку по инако. Да видиме што се случува понатаму. Значи имаме тука повторно. Загради. Така, И повторно. имаме загради, но имаме и две операции тука. Така. И гледате? Да. Плюс И множење. плюс и множење. Така. Значи, имаме заграда или еден збир е ова. Така. А тој збир се состои од собироци. Така е. Повторно се количини, нели? Значи тие количини, две количини кои ќе ги собереме, добиваме еднаква Една. количина или тоа е збир. Тој збир го множиме со 3. Значи 26 26 по 3. по 3 добиваме 78. Или може малку и поинаку да го запишеме, а исто ќе добиеме. Значи 12, првата количина ја множиме со 3, собираме плюс втората количина помножено со 3. Добиваме 2
производи и тие два производи ги собираме и добиваме Исто. исто. Да, добиваме значи, исто. Значи може и така. Што може ќе и- заклучиме сега? Сега ќе заклучиме дека и ако ги собереме па ги помножиме, а и доколку ги Така. помножиме секој посебно за Посебна градата, количина ја помножиме и ја собереме повторно, Ќе пак добиеме ќе добиеме исто. Значи, имаме уште еден закон кој што се нарекува дистрибутивен закон кај множењето, ама во однос на собирањето. супер. Да, Значи тој важи само во однос на собирањето со множењето. те видиме. Ајде. Значи, што ќе заклучиме од тука? Дека иако 12. го ставиме збирот, нели, тоест количините ги ставиме во заграда, ги помножиме со дадениот број, ќе добиеме повторно исто, но понатаму тој збир може да го поделиме на две количини, значи едната количина ја множиме со 3, собираме со другата количина исто е помножено со Супер, 3. одлично. Да, продолжуваме уште. Што? Ајде. Ајде сега да видиме, имаме сега нешто малку поинако од пред тоа. Одземање имам. Така, одземање имаме, дечки. Така е. Значи сега имаме разлика. Добро. Разлика да ја множиме. Значи, прво ако го направиме тоа, ако го решиме во заградата и го помножиме, ќе добиеме 18, а доколку секој посебно го помножиме и го помножиме со 3, секој број од заградата посебно, ќе добиеме 60 минус 42 исто 18. Така. Што значи дека Исто што ќе заклучиме сега? дека дистрибутивниот закон важи и за собирањето и за одземањето во заградата. Значи дистрибутивниот закон на множењето во однос на одземањето. Така е. Значи тука се поврзани двете операции. Гледаме дека имаме операција множење да и одземање. Значи Така е. во заградата го забележуваме сето тоа, разликата помножена по 3. Потоа првиот број од разликата, тоест намалени помножено по 3 минус намалитело помножено по 3. Супер. Така. Одлично. Значи тоа е веќе вториот. Продолжуваме понатаму. Ајде. Мора да побрзаме со овој час. Да, бидејќи ајде еве време- сега, Наистина. уште една стратегија имаме, дека за множење со примена на дистрибутивното својство, разложување на 9 како 9 да е еднакво на 3 плюс 3 плюс 3. Добро. Што беше тоа? Ке ми текне сега множење, Па така? Го делиме на 3 еднакви количини. Така е, Така? И така. што правиме? Сега за да помножиме, за да дојдеме многу полесно до да видиме колку е 6 по 9, многу полесно. по 3 групи. Една ќе си го стратегија може Така. да, некој може и на тој начин тоа да го Така, реши. да му е полесно. Да, Значи, не мора дечки, некош да. на памет нешто да учиме, да. Значи 6 по 9, што? 6 по 3, 6 6 по плюс 3 6 по плюс 3, 6 по така плюс и 6 по 3. понатаму Истото што го направи јас од делењето Така, во претходниот пример. точно. Така е. 54. Одлично. Да, многу- Дали може да им даеме домашно на другарчињата да видат? Домашната ни е на крај, имавме уште некои задачи. О, Аха, денес имавме многу денеска работа математика. многу за учење. Да ја дадам домашната Штета што имам волку малку време. Многу. Ева, домашната е на страна 9 во работната тетрадка по математика. Благодарам. Дечки, отворете во работната тетрадка и кул ќе бидете ако ги решите сите домашни задачи, а нема бидете кул ако не ги решите. Поздрав, одиме со Така, следен час. одиме со джингл и со следниот час.